Българчиня, здраво дечиня, здраво тинейджери, здраво млади възрастни и здраво възрастни. Ова е една од најубавите детски радиоемисии на сите времиња во сите галаксии. Слушнете не! Хи-хи-хи-хи, баш сме скромни, ама сами ако не си се пофалиме, кој ќе не пофали? Јас ги обожувам залюбените очички на мојата мама кога правам нешто, било што, и кога гледам дека тоа за неа е најубаво. Како може така? Оние што те сакаат, секогаш ги носат очилата за најубаво. И тоа со јак диоптер. Но не би рекла дека сум само со пристрашни обожаватели. Какво роденовско доживување си добив? Леле! Во редакцијата на Укло ФМ ме пречека главната уредничка и тон мајсторот и ме почестија и со разгледување, објаснување, па и интервју и со поклонче и преубава посвета. Денес ке патуваме во место на буква Б. И јас би сакала да беше и Белгија. Мојата вообичаена дестинација. Но може да се мери по многу работи. Природа, чистота, домакин лук, топло добре дојде во манастирот Свети Меркури. Бевме во Барешани! Бевме со извидничкиот одред Компас од Битоле во кој членуваат од најмали до најголеми и сите си имаат свој начин да го доживеат извидништвото во најдобра смисла. Малите извидници се замислуваат како е да си голем, големите се подсеќаат како е да се млади, а домакините во манастирот ни раскажаа неверојатни приказни за историјата, сегашноста и иднината на манастирот. А јас, како извидничка репортерка, сето тоа го регистрирам и еве го! Јас сум вашата водителка Ноела, сега веќе 10 годишна, а вие следете не и слушнете не! Јас имам некој што се грижи за мене, кога сум излезен на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се воскитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Се случи преку ноќ, како да те прати Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже фала ти, Боже фала ти, зашто ли заслужив, зашто ли заслужив. Ке те затоплам ко дом, така ни е студено, ке те прегрнам ко кунда, ако ти е студено. Може фала ти, што те затопли. Јас имам некој што се грижи за мене, кога сум излезен на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се воскитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некоја што е толку многу срцкаста, цела средена на фрцкана, убава е ко нацртана. Јас имам некој кому му се радувам,
Планирам и оправдувам и да се лути кога на вечер заглавувам. Се случи преку ноќ, како да те пратил Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже, фала ти, Боже, фала ти. Зашто ли заслужи, зашто ли заслужи? Ке те затоплам ко дом, така ни е студено. Ке те прегрнам ко пунда, ако ти е студено. Може, фала ти, може, фала ти. Што те затопли, јас имам некој што се грижи за мене, кога сум излезен на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се воскидува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некој. Среќен роден ден на моето најмало другарче, мојата пчеличка Ноела. Среќен роден ден! Вака ми напиша главната и одговорна уредничка на Укло ФМ, магистар Сонја Тантарова Груевска, на книгата што ја добив како подарок кога отидов во студието на Укло ФМ. Да, бив во Укло ФМ, таму кај што во суштина припаѓа. Ме дочека како принцеза, со happy birthday во позадина, тон мајсторот Лјупчо Цветковски и главната уредничка ме прошетаа низ студиото и снимив интервју. Танцувавме низ интересен разговор со Сонја и дури и го извикавме джинглот заедно. Јас многу гласно викав: слушнете не! Во заграда, што не е новост, дома секогаш така го викам, ама компјутерот во студиото си помисли дека е прегласно и ме мјутна, замислете. И после, за да испадне како што треба, застана во аголот од студиото и оттаму викав: па до микрофонот стигна точна доза без нервоза. Денес бев на училиште и добив петка на тестот. Драги другарчиња, здраво млади возрастни, здраво возраст. Ова е емисијата за деца Слушнете не! директно од студиото на Универзитетското радио Укло ФМ. Веќе знаете, емисијата се вика Слушнете не! Тоа е гласот на Ноела, петто оделенка во основното училиште Елпида Караманди. Сега, сигурно сте ја слушале емисијата и Ноела секогаш ви кажува дека емисијата ја снима кај неа дома заедно со незината мама Рената, а потоа материјалот снимен ни го праќа тука во радиото, ние го монтираме и како готова емисија можете да ја слушате секоја сабота од 12 часот. И сега денеска тука заедно со Ноела во студиото на Универзитетското радио. Зошто? Се договоривме со мама Рената да и направиме едно убаво изненадување на Ноела. На Ноела денеска е роден ден, 19 октомври, и ние рековме изненадувањето за Ноела ќе биде посета на Универзитетското радио, да види од каде тука се подготвуваат емисиите, како се емитува во програма и сите други оние технички работи што можеби вас и нема да ви интересираат. Кажи ми сега, Ноела, дали беше ова изненадување, дали го погодивме изненадувањето? Да, вие го погодивте изненадувањето, ма јас не го погодив. Ти воопшто не ни знаеше дека ќе доаѓаш тука во радиото? Не знаеш. Да, ние како тајни агенти со мама Рената се држевме во тајност до последен момент, решивме ништо да не ти кажуваме, нели за изненадувањето да биде баш онако како што треба. Големо изненадување. И сега, затоа што си тука заедно со нас, ајде и вака малку повеќе да те представиме. Јас кажа веќе ти си петто оделенка во основното училиште Елпида Караманди. И кажи ни, како дојде до идеја
да правиш ваква емисија? Па прво, мајка ми предложи, бидејќи се дружеше со вас, ми предложи да почнеме да правиме убава емисија, откако го прочитав еден текст, што се викаше Нела и бушавата бура. Така почнав со оваа емисија и сега ми е многу интересно и мислам дека многу долго ќе ја продолжам. Тоа и го очекуваме од тебе да ја продолжиш емисијата, затоа што имаме многу позитивни реакции од нашите слушатели, не само од децата, туку и од возрастните, и од твоите другарчиња, и оние помалите, и од поголемите, но и од бабите и дедовците. И тие ја слушаат емисијата и веројатно со задоволство седат пред радијата и слушаат како што порано слушале радио. Сега овие помладите како тебе може би ја слушат емисијата и преку мобилните телефони, нели тоа сега овозможува техниката. Рече дека да засега си задоволна од она што го правиш. Другарчињата твои што велат? Некои ја гледале, но некои ниту знаат дека постои. Но тие што ја гледат исто така ја бендисват и секогаш пробуваат да нешто како мене да се, но не баш секогаш му успева. За тоа треба и талент, нели, треба и креативност малку поголема. Сега, ти рече, оние што ме гледале, а ова е радио и се слушаме, меѓутоа, добро рече ти, освен што не слушаат, и те гледаат, така? Да. Зошто? Бидејќи јас и мојата мама Рената правиме трейлери како кратки видеа со сите авантури што ќе ги имаме во нашата емисија. И сите оние кои што сакаат да ги видат, тоа може да го направат на Facebook страната. На Facebook страната и на YouTube. Слушнете не со 3 Адреса. Запирка Ноела, запирка Уклопе. Го поправивме. Добро, значи сите што сакаат и да те гледаат, а не само да те слушаат, можат да ја напишат таа адреса на интернет, на Facebook и ќе излезиш ти и може таму да видат многу спотчиња, трейлери кои што вие веќе сте ги направили, кои што се таму поставени. Да. Така. Да. Па сега во изминатиот период направи неколку репортажи, да им објасниме што се тоа репортажи на нашите слушатели. Репортажи се кога водителот или водителката ќе оди во некое место и ќе кажува што се случва најблиску во кратки реченици. Така, значи ти одиш, патуваш и при тоа зборуваш, кажуваш што си видела, што си направила, со кој си се сретнала, па разговори со тие што ќе ги сретнеш. Имаш една убава репортажа со твојот дедо. Како дедо се снајде во оваа работа. Сигурно му беше чудно да слуша прашања од својата внука, а знае дека ти го снимаш и тој сигурно внимаваше како зборува, па како се изразува, така? Или се зборуваше како секој ден што зборува? Па на првите снимања ниту знаеше дека го снимам но потоа кога почна така политературно да се прави важен. И така го заврши снимањето. Так. А баба, кога баба ќе дојде на ред за снимање? Кога има приказна? Бабо, слушај дома, смисли една убава приказна, за да можеш и ти да бидеш дел од емисијата. Слушнете не на Укло ФМ. Така. Сега уште едно прашање. Рече дека имаш другарчиња кои што веќе добро ја знаат емисијата и некои од нив веќе и сакаат да бидат соработници твои во емисијата. Например, минатата емисија тука беа Хелена и Максо при посетата твоја на зоолошката градина во Скопје. Нели, ти кажуваше што се таму си видела, со кои животни си се запознала и посебно ти беше можеби така интересно во паркот кај диносаурусите. Да. И со Хелена се договоривте да биде како пештерски човек, нели? Да. Прачовевски човек. А Максо што правеше, Максо? Макс играше со еден танцувачки костур и правеше смешки во позадината. Сега, оние што го видеа трейлерот, можеби можеа тоа да го видат, а оние што ја слушаа емисијата, можеби им се слушаше во позадина нешто крц, 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 крц.
Тоа беа крлешките, така? Да. Крлешките во паркот, веднаш до твојата зграда, тука имаш и други деца, меѓутоа ги бркавте, им викавте, ќутете, се снима. Прво дојдоа, па потоа ние се преселивме, па си ојдоа и така трчавме по место. Си баравте место за снимање. Да. Одлично. Освен другарчиња од тука, од кај нас, од Македонија, имаш и многу другарчиња надвор од Македонија. Да. Да ги набројам сега? Да ги наброиш сите, на кои што се сеќаваш сега. Јас имам другарчиња од целиот свет. Некои се во Африка и го збораат јазикот тви, некои се во Белгија, некои се во Турција, во Украина, во Шпанија, во Австрија, Канада, Америка. Ама не се тие сите мали, има и повозрасни. Да. Тие повозрасните може би контакт прв го имале со мама Рената, како Да. нејзини студенти. Да. Веќе повозрасни и тие всушност тие воспоставуваат и таа врска со некои од нивните, да речеме, помали пријатели. Например, од Гана. Од Гана, тој беше на мајка ми студент. Тој е основач на школа за деца без родители. И така сите се собравме и направивме неколку джинглови-бинглови и постојано се дружиме за слушнете. И сигурно повторно ќе ти бидат твои соработници во некои од наредните емисии, па Да. останува да ги слушнеме. Слушнеме. Сега кажи ми, ќе ни откриеш ли што ќе има во новата емисија? Што да очекуваме? Не знам што мислам дека ќе има. Се уште размислуваш, има Да. време, но сигурно ќе биде повторно нешто интересно. Да. Кажи ми, со оглед на тоа што додека ги снимавте претходните емисии, имавте и повеќе репортажи, нели кажавме, имавте еднаш посета на Стрежевското езеро, тогаш кога Да. одевте заедно со дедо, и таму имаше извидници, Да. кои што беа присутни, се запозна со некои од децата таму. Па да, покето беа од моето училиште, скоро сите беа поголеми од мене, но како што правевме игри, предизвици, најмалиот тим победи. Тоа го слушнав и честитки за нив уште еднаш. Ова е само потврда дека малите некогаш знаат да бидат подобри од поголемите. Од поголемите. И тоа ти цело време им го кажуваш на нашите слушатели, им кажуваш возрасни. Што треба да прават? Возрастни, слушајте не и послушајте не. Да, затоа што децата, Знаат и то како што да кажат. точно. Значи, возрастни, слушајте ги децата, затоа што децата и тоа како знаат што да кажат, да ги почитуваат вашите желби, вашите барања, но и вие треба да ги почитувате возрастните и да слушате што тие ви кажуваат. Мама, тато, баба, дедо, така? Да. Затоа што треба и од нив да учите. Да. И за крај уште, кажи ми како е на училиште сега, повеќе не сте како минатата година да одите цело време со настава преку интернет, ви беше досадно понекогаш, цело време да бидите дома, па да се гледате само преку компјутер, па имаше тука и згоди и незгоди со Да. компјутерите и таа беше и многу интересна емисија. Сега веќе е поинаку. Да. Па кога бевме онлайн само дома, седиш на одморите, ќе мораш да јадиш ручек и да збораш со големите дома што ти се, или па да ги бркаш папагалчињата секде кај што ќе ти летат. А вака кога сме во живо можеш да зборниш, можеш да си размениш некои работи. Пак се пазиме со маските, ама поинтересно. И си кажвате за симпатиите. И си кажваме за симпатиите. Да, Да. добро. Еве, поздрав до сите симпатии. Поздрав до сите другарчиња на Ноела. Не само до оние што таа ги знае, туку и до оние што не ги познава, но има шанса да се запознае со нив. Што ќе им порачаш на другарчињата? Драги слушатели, гушнете не и слушнете не! А за децата? А за нас, децата, бидете безгрижни и уживајте во училиштето. Ноела, јас ти благодарам за овој разговор. Нема зашто. Ќе те поканам повторно во друга прилика да ни дојдеш тука на гости. Би сакала.
и да биде се во ред, да речеме, со оваа пандемија, да заврши што поскоро, па да можеме и од тука и можеби некогаш во живо да емитуваме емисијата Слушнете не на Укло FM. Роден ден е дено што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е дено што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Јас сум Сонја, Јас сум Ноела. а ова е Слушнете не. на Укло FM. Слушнете не. Секој од нас дечиња, родена си има, некому е на лето, некому на зима. Голема да пораснам, денес ке ми речат, ке ве дувнам свекички, торта нека сечат. Роден ден е дено што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е дено што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Мама тортата ја направи, тато барбика ми подари. Дојдете другарчиња, на приземе во кулата. Во кулата. Роден ден е дено што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е дено што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Беше фантазија. И се уште си го враќам филмот колку убаво си поминав. Ви благодарам, драги мои Укло FM, за се што правите за мене. Мојата мама и јас ве гушкаме од срце. Среќен роден ден! Секој од нас дечиња, родена си слави, само тогаш забава најдобра се прави. Желбите ги помислим, нема да ги кажам, малку ке ви помогнам, сладолед и плажа. Роден ден е дено што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е дено што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Мама тортата ја направи, тато барбика ми подари. Дојдете другарчиња, на приземе во кулата. Во кулата. Роден ден е дено што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е дено што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Драг тајн агенту, старешина на извидничкиот одред Компас, господине Илија, ајде ве молам, споделете ги вашите мисли во врска со следново прашање. Што би правеле кога сега би биле дете? Би бил дете, ама не вакво дете како што се сега децата. Значи, би бил такво дете пред 40 години. Како беа децата пред 40 години? Учеа од природа, учеа од училиште, што 50, најмалку 50%. Дома учеа, ама не многу. Тие што учеа, тие што не учеа, не учеа. Тогаш немаше многу одлични луѓе, имаше тие што можеа да бидат одлични, многу добри. Меѓутоа многу престојуваа надвор, трчаа, се дружеа, игра, имаше многу друштвени игри кои и немаше потреба да се богати децата. Значи може и со обична топка, со малку работи, со малку материјални добра да се бидат среќни. Значи тоа е тоа, да се врати пред 40 години. Што им посакувате на сегашните деца? А малку да можат овие деца сега малку да бидат, да го имат тоа детство како пред 35 години, и тие ќе бидат поинакви малку. А зошто тогаш те кара родителите?
Родителите ме караат и бев многу немирен. Бев многу немирен и затоа ме караа, меѓутоа бев одличен за среќа. Оти ако бев и немирен и слаб ученик, тогаш ќе ме караат веќе многу, претерано. Меѓутоа добро е што бев одличен и тоа ме покриваше. Така што и си мислам малку луѓе, малку деца тогаш беа многу мирни. Сите се дружеа, играеа. Се сеќавам кога се пуштавме со санки. Сега нема деца на улица со санки, така? Ретко кај имате видено, нема никаде. Така. Јас ни со санка, ни со ски, јас со најло. И со санки и то главечки се пуштавме. Можеш да викаш? И така, мислам беше многу интересно, се дружевме многу, се претарано се дружевме. Која беше најголемата среќа како дете, а која беше најголемата билја? Па најголемата белја, 8-6? не знам, немаше нешто претарано големо, немирни. Немирни бевме многу, меѓутоа не е злонамерно немирни, туку така темпераментни. Не да нешто да направиме намерно, туку ете, во игра. Крадевме черешни од кај комшите, од кај другите. Тоа ни беше посебно задоволство да се јади некој овоше. А домашното, кој ќе купеа дома, не беше толку сладко. Среќата беше тоа што се дружевме многу и апсолутно ништо не мислевме како што мислите сега вие децата. Баш бевме деца, баш. Со многу малку да мислиме за многу други работи што не се за деца. Затоа извиниците сакаме да ги обновиме, затоа што извиниците имаат многу карактеристики на тој период порано. И во социјализма извиниците беа многу развиени, претерано развиени беа. Во Битола имаше не знам колку извинички одреди. Сојуз на извиници на Битола беше исклучително развиен и успешен. Во извиничкиот дом во Претор масовно имаше посетеност на извиници од цела Југославија. Така што извиниците ќе придонесат да се врати тој детски живот. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet ako nemaš drugar, ništa nema da mi fali, imam baš sve koga imam drugar, seko ide nekako avantura znaj, ajde
Здраво, другарчиња! До мене е извидникот Зелен волк Велјановски. Да, јас сум извидникот Велјановски од Зелени волци и ние извиднуваме, бараме работи, истражуваме во природата, бараме нови места, откриваме работи, такви некои работи. Звучи прекрасно, а сега каде сте? Моментално сме во Варешани, во селото во манастирот, каде што го крстиле Ѓорги Сударе. Имам едно многу специјално прашање за тебе. Ако би бил возрасен, голем, а не како што си сега дете, што би правил? Па би бил мајстор како татко ми, ја имам веќата професија и ја знам. А можам и да бидам извидник. Не е лесно да бидеш извидник, треба да си паметен, затоа што треба да знаеш места, да истражуваш, да се ориентираш и така. Понекогаш и животот ти зависи дали добро ќе се знаеш. Па да. Што би сменил во светот ако ти би бил возрасен? А на сите што немаат пари, што се сами, би му дал работа, му би дал живот, да не бидат така сиромашни да просат полици. Тоа е многу убава мисла и желба. Јас немам сретнато возрасен што мислел така. Обично возрастните мислат за својата плата и за тие колку да имат повеќе работа, да имат пари за нив, за себе. Пример, јас не ќе да имам за себе, а мислам, сакам да имам. А ќе имам за мене, ама би сакали да дам на тие што не можат, што не имат. Виктор е најновиот Зелен волк. Виктор, еве едно прашање и за тебе. Ако би бил шеф на целиот свет, што би направил за еден ден? Јас, ако би бил шеф, би му помагал на тие што немат парче леп, што немат пари, би му давал поиќе плата на луѓето, друго да му направам домови, исто така убаво се да е. Но зошто луѓето кога ќе пораснат не го прават тоа? Бидејќи нема добра наука на училиште и затоа ќе мора да работи на некој лошо место и нема убава плата да зема. Да ќе не може печели, ќе нема му стига за фамилијата. И затоа сум јас за тоа го направил. Ама не ли тоа е задача на државата? Ние треба да го правиме, луѓето? Да, според мене, јас бев во Германија и видов како имат поразлични од нашите правила, да, почитувања. Други, например, ете ќе кажам неколку, едните беа да не викаме касно на ноќе, не смееме и мислам секогаш не смееме да викаме, оти некои идат на работа, се одморат, да не фрламе ѓубре, да загрозуваме природата и то. Толку тие овие ги знам примери, други немам. А каква е разликата тогаш со нашата држава? Ние ништо не фрламе или викаме? Според мене, кај нас има некои така што фрлат ѓубре, му мака дојда канта и ќе си го фрли негде. И така загрозува природата. И неубаво е така да прави. Да, добро е да се учи од убави примери, затоа имаме училиште и не науки ни дават наставничките. My name is Veronica. Kočil. Кога ќе те сретнам на улица, како да ме тресе грозница, не можам да кажам ниту збор, ме прашуваш а немам одговор. Собирам сила секој ден, да кажам колку сум заљубен, сакам на чет да ти напишам, ќе тргнам па ќе избришам. Не можам да јадам, не можам да спијам.
ве насочувам кон изворот на информации за историјата и сегашноста. А се надеваме и убавата иднина на манастирот Свети Меркури во Барешани. Господин Драги, дедо Драги, во заграда именјак на мојот деде. Тој беше со нас како прекрасен домакин, срдечно ни кажа и покажа се во врска со манастирот и ни ги разубави мислите и срцата со информациите и гестот на одличен домакин. Мајка ми дури и си зеде трендафили од тие што ги кастреа младите домакини во манастирот. За спомен, за да се ги порасти дома. Слушнете го! Драги Котевски, Барешани, 53-та роден, работам во манастирот Свети Меркури, село Барешани, Битола. Изграден е 1832 до 36 за 4 години. Како е дојдено до името да се вика Свети Меркури? Една група наша барешанци ги зе лагата во Турција, во некоја област Кападокија да работат земјоделие. Работале земјоделие и му иди на сон на еден од тие нашите барешанци: стани ти да си одиш во Барешани, во Македонија, таму има нива, има камен, да направите крст и да почнете да градите манастир, ама да се вика Свети Меркури. Станува тој нашио, Савајле му кажува на барешанците дека леле ноќески ми дојде еден светец, се вика Меркури, и ме дрма и ме враќа, јас да си одам во Барешани, има камен и од каменот течи водичка, да направиме крст и тука да почнеме да градиме манастир, ама да се вика Свети Меркури. Тој други умели нашио, ама но двај дојдовме се тука, ти сега што си сонувал, кој ќе сјоиме и ќе правиш. Сега не можеме да сјоиме. Вториот ден пак му иди, што ти реков јас тебе, ти уште не си спремен. Третиот, четвртиот, петтиот ден, секој ден му иди и да си оди што ти реков јас тебе. Иди Агата, ги гледа во редот во нивата кај што работат, овој 50 метра поназад од другите. Дојди вамо, иди тој, што е работата со тебе вака, овој ни спан, ни тормозен сите работи, не може. Вели, слушај, Ага, ти си муслиман, јас сум од другите, од Каурин, ми иди овде на сон во вашето место, еден светец се вика Свети Меркури, ми тера да си одам Барешани во една нива да градам манастир, ама да се вика Свети Меркури. Го гледа, тој му вели, слушај, што не кажа порано, ево ми ти 5 лири и фаќа и патот, те реси работа. Ти не си за тука. Си дошол нашиот барешанец, тука му кажал на селаните, одма отишле Битола, сега гледајте, Буковски манастир, 1837, Велушки манастир, 39-та, Богородица мајка, 30-та година во Канино, Драгошкиот манастир, сите се градени во тој период е дадена визата за градба, значи Турската империја попушта за давање визи на градба. И со црквата Свети Димитрија во иста година, 1829 година, го вадат изимот и пише да се гради црква Клисеси, по грчки било црква Клисеси, да се гради Барешан Клисеси Свети Меркури. Така е дојдено, со преголема радост се клава крстот на каменот, водичката течела овде, кој ќе влезиме натре, ќе ја видите сега во бунарче, таа е лековитата вода и од тука почнува да се гради манастирот. Била психијатриска болница. Значи, за Пелагонија наша, која немало демифисари бардовци, психичко болните ги носеле во нашиот манастир и во манастирот Слепче. Дедо драги, јас можам да разберам како овде се лечи и душата и умот. Оваа природа, водичката, каменот, молитвата, мирот, добрата мисла и желба, тоа се безценети работи кои действуваат заедно на ова прекрасно место. А и она што ни го кажувавте,
како доаѓањето во манастирот им помага на дечиња, неженети, немажени, млади брачни парови, вербата, желбата, молитвата и енергијата во овој манастир се волшебни. Во манастирот е крстен и војводата Ѓорѓи Сугарев. На мајка му над 11 родени не му траеле децата, која била бремена во Ѓорѓија, некоја жена му рекла: "Слушај, ова дете кој ќе ти се роди, однесете го Барешкиот манастир Свети Меркури, крстете го на Спасовден, ќе ми ти затраат децата." На ден Спасовден со 2 пајтони, мајка му ова го изјавува. Со 2 пајтони, во едниот пајтон кумот и кумата и пиши Ѓорѓија повиено бебе во бакарна некала елисана тепсија. Во другиот пајтон, таткото и мајката со некои други таму идат тука го крстат на Спасовден и му затрајуваат. 1905 во Паралово Ѓорѓија го убиваат турците и пошто е крстен во Свети Меркури, го посетува Барешани Ѓорѓи Сугарев. Многу се работи за школовано човече, во некои стати имаше дека е сиромах, не е точно. Мајка му на Ѓорѓи е ќерка на поп Толе во Битола, така да не се работи за сиромах човек. Префект знае грчки, префект знае турски и така натаму се работи за војвода чесен, пречесен. Зурли трещат насред село, да панчука рум-дум-дум. Зурли трещат насред село, да панчука рум-дум-дум. Млади моми ергени до Беоравија, млади моми ергени до Беоравија. Остал иде стар бел дедо, засукал мустаки. Остал иде стар бел дедо, засукал мустаки. Право трга на орото и онда се фати. Право трга на орото и онда се фати. Čekaj baba Mico, domo mi da igram, da se fatam domo mi te srce da razigram, da se fatam domo mi te srce da razigram. Rum dum 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 dum, rum dum 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 dum, rum dum 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 dum, rum dum 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 dum. Od lelek stara koska, ne možem vidjeti. Ajde, hvati se za oro, ajde, vrti, vrti. Слушнете не! Нема да ви се верува, но предходната недела ја учевме песната за Ѓорѓи Сугарев и неговата млада дружина. Нашата историја, но и сегашност се полни со тешкотија и мак. А цело време се бориме да ги надминеме. Дедо драги, овие конаци се чисти, средени, а велите се отворени за гости и како што покажуваат моите другарчиња, секој го дава најдоброто од себе, без да се фиксира само на парите и профитот. Вие овде се грижите како во еден идеален свет.
Што ќе ни кажете за тоа? Така да, 40 луѓе има дојдени од планинарите вака дечина, изведници пак не се наплаќа ништо. Не. Никој не оставил неплатено, ама ти си сирома од кај земја за кај имаш ти пари. Народот донесол чаршафи, народот донесол кревети, народот донесол реновирање на манастирот. Или драги, всичко драги, сакаме утре да дојдем, или теткелица. Поведете, готово масата ќе ви биде извадена, така, фриждерот слободен. Ние ќе сјојме, куњата му е отворена долу. Отворена, што ќе ми земи билушки и пањци, нема шанса. И многу сум задоволен од европската култура е направена нашите. Ќе се сјодат ни ливче, ни хартија, ни ова ни. Многу битно ми е тоа што имаме кантина, ќе си фрлат, има вреќи, ќе си дојсат, ќе си соберат ѓубрето, има таму контейнер, ќе си фрлат. Генерацијата што се помлада и од нас веќе ја сватија културата што треба да се прави Не како фрлат се. сега деца, да ги гледам во околите, натре во Невончина си гледат, не фрлат. Ќе дојде Свети Меркури, 7 декември, дека е зимен ден, ќе запали на печката, овде топло бања, се дава над 700 или 800 риби, дали ќе биде ослич или пастрмка, како ќе види, така гравче посно, маслинки и така натаму, и ќе седнат 80 луѓе во таа просторија, 40, 120, горе 30, 150 луѓе во едно седнување. Драги ќе дојдат фамилијата, ќе станат, ќе очистат, седнуваат други, така да имаме спрема, све таму куњата ќе видите, куњичето шо е, како тако функционира, фриждер имаме. Значи рибчиња за ручече, ням-ням. Верувам дека децата исто така се чувствуваат радосни и најадени на таквите денови. Ова била попската. Има направено од камење, како стол, како лежиште. Тука му била салото, сирењето, качето со зелка, храната му била тука. И тука кај што детето дојде да не ти се турда ти камењето да паднеш, имало долу кепенок, да што и кепенок од штици за влегување да слегува долу да не. Така, ова е попската соба, тука по којте живееле. Попската соба имала сало, сирење, каче со зелка. Интересно, немале фрижидер, а имало во изобилство. Да знаете што имаше во конаците? Голема дрвена врата и една многу интересна техника како да се заклучиш без никој злонамерник да може да ти провали и влези. Слушнете! Интересно е. Почнува на буквата С. Значи, овде се затвара по старски. Сурбен се вика ова. Ни ганџо, ни манџо. Ова се вика сурме по старински. Порано во куќите и во кондилите, и ова е уградено од посегледадел манастир. Значи, таму има лежиште. Само ова е снименато, беше со вовонакви, со црпчине, кога да речем, а лежиштето се остана таму, исто стариот манастир. Киќе си спијат горе, имаат тоалет, имаат тука фрижидери, имаат за јадење. Еве француски војник 1916 година го снима. И пред 3 години ми беше внук на тој сликаро, што го слика, што бил во Првата светска војна овде, 72 години беше тој тогаш. Дојде со пољакина жена, а јас овде појма немам од англиски. Знам 5-16 збора. За една среќа беше едно дојдено од прилепено дете младо, поголемо од децава ваши, префект англиски, и се разбравме од А до Ш. Со ними така рече, и имаше скочи вир дека ќе појде секаде дедо му кај што ќе пошел во фронто, појде да ги посети сите. Значи внукот на правнукот на чичкото, охо,
од Првата светска војна. Леле! Како е мал светот, а колку интересен живот. Ево овде како изгледаше почиста слика конако тони од таа страна човек. Значи овие се француските војници што го сликаја. Ова слика е долу на Стрецело, 1916 година, свадба во Барешани. Ова е црквата, истата црква е. Значи, сето е во селски носи, па направи слика и тој ги разликува. Оваа жена рече е девојка. Оваа жена со оваа носија жала за не знам што. Оваа жена не е мажена. Оваа сите носи ги разликува кој се што се како. Иначе за мене, еве овде кај што вида Торо, на почиста слика се гледа кај што свирачо му свири, така да стара слика од 16 година и така. И градски носи имаме од град, еве ова. Те гледате носијата градска? Да. Народни носи со различно значење, а на сликата видов и дами и госпожи со чаторчиња и во градска облека со штикли, вистина. Ама не овие тенките, туку така како со топук. Интересна слика и доловување на свадба од минатото. Па и колку луѓе имало и какви убави церемонии. А зашто тука има толку многу масло под иконата на Богородица? Па, прво тука се молат на мајка Богородица да му дади род, пород. Значи, појкето или мајка Богородица да ги натера сите светци да ги замоли и Господ Бог за тоа што се дојдени што имаат мака, да му помогни да се стори работата. Зато тука остават. Кога ќе дојдат тие што немаат пород, ќе дојдат овде и ќе се помолат. И како мајката што држи бебе, и јас да држам бебе. Како мајката што држи бебе, и јас да држам бебе. Како мајката што држи бебе, и јас да држам бебе. Верувам, секоја млада жена и секоја жена ја има таа желба во своето срце. Затоа и се вели на свадби да се израдувате од срце. Тоа значело да имате дечиња. Колку убаво. Срценца мали. На Бога камења не сме фрлале, од други повеќе не сме грешеле. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноќи неспани, солзи солени, со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Чукниво дрво, вистина е, надворе пролет, живи сме. Чукниво дрво, чукни 3 пати, заедно да сме јас и ти. Другарчиња, завршуваме.
волшебен поздрав, магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Слушнете не и слушнете не! Како дечиња во кревет гушнати, не стануваме, а веќе пладне. Тоа е ова, ова е тоа, ова е тоа. Тоа е тоа, тоа е се. Да, тоа е се. Чукни во дрво, вистина е, надворе пролет живи свет. Чукни во дрво, чукни 3 пати, заедно да сме јас и ти. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистар Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноела Нечковска, петта одделенка од Елпида Караманди Битола. Голема поздравче! Volti, kога загрмат, сите комши во хору лудуваат. Тетка дара па има растрина стамена, коси куват и лудуваат. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. Ало бендо крај да свири, дедо миле по пензија. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. Ало бендо крај да свири, дедо миле по пензија. Баба Дара вика, тропа на врата, а пак миле си ја гушна у почвата. Пие вино, свири гајда, рок-н-рол со нас, вели деца денес вие сте ни спас. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. Ало бендо крај да свири, дедо миле по пензија. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. Ало бендо крај да свири, дедо миле по пензија. Дедо миле по пензија. Дедо миле по пензија. Укло ФМ Битола, октомври 2021 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло ФМ Битола.